Последните врнежи од дожд го зголемија нивото на Дојранското езеро. Според УХМР, водостојот е 11 сантиметри над договорената квота. Сето тоа предизвика дел од плажите во ова туристичко место да се под вода. Најкритична е состојбата со градската плажа. Дојранчани смета дека мора да се превземат мерки со цел да има простори за плажирање во престојната туристичка сезона. Мислам дека плажата е на некој начин препокриена, а толку беше убава, не ќе можеме за скоро време да се бањаме како што сакаме. Па да се повлечи водата, да се исуши плажата, да се адаптира, доаѓа сезоната на капење. Нема само природата може да повлече се. Она ќе избега. Ама ако имаме дождови? Ако има дожд, ќе се остане исто. Исто. Не, добро, има дека. Има место, гледа што има. Има де да се сунчaju само ако сакај да имају пари за трошење. Има место. Постарите жители на Дојран смета дека единствено решение е да се стави во функција испусниот канал од грчка страна. Има добра се вика канало и оно треба да биде отворено, ама нема средства, грците не сака да отворат. Да, затрупани се барале 1,5 милион евра за да се отвори каналот. Освен плажите под вода и пешачката патека која неодамна беше реконструирана со општински средства. Од општината информираат дека со соседна Грција веќе се преговара за ставање во функција на каналот од кој ќе истекува вишокот вода од Дојранското езеро. Речиси сите плажи во Дојран на непол месец пред стартот на туристичката сезона се под вода. Општинските власти барат од државата да преговара со соседна Грција за да бидат ставени во функција испусните канали на грчка страна. Паралелно, општина Дојран интензивно работи на оспособување и ставање во функција на плажите Свети Никола во населбата Карач, Калдерма во Нов Дојран, но и плажата кај Николич, кои ќе биле по највисоки стандарди, исполнети со повеќе забавни содржини, типични за езерски плажи.